Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, можеби некој минута порано, некој минута подоцна, време за нова вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембарси, користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Ке се обидиме ова вонредна политичка анализа да емитуваме пред фудбалот, со едно око да не мора да гледате Ливерпул Пари Сен-Жермен, со друго око да гледате вонредна политичка анализа, бидејќи ќе биде одлична политичка анализа, бидејќи знам како сум се подготвил, знам кои тези се, кои правци на размислување, така што ова ќе биде едно од тие вонредни политички анализи, кои можеби ќе бидат запаметени, но сигурно ќе ви ги отворат очите. Каде се наоѓа Македонија во моментот? Знаете, тоа е прашање за $1 милион, бидејќи никој не може да ви каже. Имате три структури кои ќе ги дефинираме и сега и во наредниот период. На ВМРО ДПМН очигледно им фали тема и очигледно им фали правец. На СДСМ им фали правец и им фали лидерство, и на Македонија или Република Македонија или чадорот и на СДСМ и на ВМРО ДПМН и фали правец, но што уште поважно, и фали знаење. И кога имате на таква симбиоза на ВМРО, на СДСМ и на Република Македонија, и кога најмногу фали знаење и најмногу фали правец, тога се поставува голем знак на прашалник каде се или каде ќе се движи Република Македонија. И знаете, кога немате одговор во некоја сегашност каде сме, што ќе правиме и што ќе се случува, тогаш очигледно треба малку да се свртиме кон историјата и да видиме каде сме биле во пресвртни или во клучни историски моменти. Прва, Втора светска војна и сега. Некоја состојба, статус кво, можеби бура пред најава на некоја нова Трета светска војна, трето рекомпонирање на светот, постано последните 110 години. Во Првата светска војна, која следува после Првата и Втората Балканска војна, која Македонија излегува од чинелот на Отоманската империја, еден мал дел завршува Пиринска Македонија во Бугарија, еден дел завршува во Кралството Србија, подоцна Кралство на Срби, Хрвати и Словенци, еден поголем дел завршува во Кралството Грција. Македонската елита или еден голем или еден најголем дел од македонската елита во текот на Првата светска војна се бори во бугарската армија. Дури 1918 година дел од таа официрска елита која потекнува од Македонија го спасува кралското бугарското царско семејство од преврат и на браникот или во предградијата на Софија успева да извојува победа и на тој начин царот Борис достане на власт во Република или во царството Бугарија. Во текот на Втората светска војна, после сите перипети, Методија Шаторов, Шарло, Македонска комунистичка партија и така натаму, Македонија застанува на страна на победниците преку Јосип Броз Тито. Македонија во поранешна СФР Југославија е победник во текот на Втората светска војна, што е различно од ситуацијата во Првата светска војна. Бидејќи во Првата светска војна 4 големи губитници се Германија, Австро-Унгарија, Бугарија и Турција. Значи со две држави Македонија била дел на тие држави и како дел на тие држави, историски гледано, била губитник во Првата светска војна. Каде сме сега? Знаете, сега за прв пат во последните 33-34 години немаме странска сила, меѓународна сила, која врши притисок врз Македонија. Ние не сакаме, тие не притискат, има одредени политички елити, тие политички елити решаваат дел од проблемите или прифаќаат дел од притисокот на таа меѓународна заедница, се прават одредени работи во Република Македонија и македонското население, македонската јавност, македонските граѓани ги плюкат и ги пцујат тие што тоа го направиле и продолжуваат понатаму. Сега тоа го нема. Ниту има меѓународен притисок, ниту има политичка структура во Република Македонија која сака, не знам дали знае нешто да направи. Онаа гарнитура која се наследници или кои беа наследници допред некоја година на оние сили кои во текот на Втората светска војна беа на вистинската страна, тие го спроведува и референдумот 1991 година, и рамковниот и преспанскиот договор, и времената спогодба, и приемот во Обединетите нации, го сменија на крајот на краиштата името во едни преговори со Грција кои не беа најмногу или најдобри или најумешни или позитивни за Република Македонија, и тоа го направија. Таа политичка структура беше до нозе поразена на ланските избори на 8 мај во Република Македонија. Таа не постои. Се смени лидерството, се смени правецот, се смени стратегијата, се. Не може да се пронедат самите себе си, се обидува да бидат мал коалиционен партнер како германските социјалдемократи во некоја голема влада на ВМРО, ДПМН и СДСМ, стар модел или стара заложба на Зоран Заев.
Превратот во наводници се случува 2013 година, структурата на Бранко Цренковски, Скопското крило заминува во историјата на СДСМ, доаѓа Зоран Заев. Тоа што сега се случува, кои се сега на власт во СДСМ, се продолжена рака или дел на шинелот на Зоран Заев, така што Македонија во овој историски контекст се наоѓа за прв пат изминатите 33-34 години во некоја лимбо ситуација. Ние знаеме што не сакаме, не знаеме што сакаме и не знаеме како да ги скомбинираме тие два процеси на наше мало знаење и на наше огромно незнаење. Кога ние не знаеме што сакаме или не знаеме како тоа да го направиме, кога се суочуваме со некој внатрешен процеп, раскол, повеќе структури во македонското ткиво, тогаш по дефиниција секогаш македонските елити завршуваат во некаков мајски договор, некакви транге-франге операции, тајни или јавни со Москва, со Коминтерната или со денешната Руска Федерација. И секогаш кога имаме такво руско замешателство, ние всушност ја промашуваме целта, ја промашуваме адресата. Не знам дали гледате што се случува во Романија. Калин Ѓорѓеско, значи Калин, типично нели романско име, романско презиме. Во Романија се случува конфликт кој по мене е многу по-жесток од конфликтот кој беше во Германија. Тоа што требаше се случи во Франција, тоа што се сакаше или се претпоставуваше дека ќе се случи во Италија, тоа се случува во Романија. Подоцна ќе објаснам Романија, позицијата на Романија и конфликтот кој сега драматично се случува во Романија. Калин Ѓорѓеско. Во неделата му е забрането да учествува на претседателските избори во Романија во мај и одеднаш имате маса на негови приврзеници кои излегуваат на улиците во Романија, правенствено на улиците во Букурешт, одеднаш нели сами организирани, што ке рече дека зад него стои одредена сериозна структура. Сериозна структура која стоеше зад него и пред 3 месеци на оние поништени романски избори и сега кога романската државна изборна или централна изборна комисија му забранува да учествува на изборите и сега се очекува одредено кршчендо. Може да биде уважена, може и да не биде уважена неговата жалба, меѓутоа Романија е едно драматично поделено општество. Романија која секогаш и во времето на Чаушеску била тврда социјалистичка држава, меѓутоа со исклучок на Југославија која нели е излезена од Варшавскиот пакт, тоа била држава во Варшавскиот пакт или во Советскиот лагер која имала најдобри односи со западните сили, чите и со Соединетите американски држави. Така е срушена Романија. Гледате, Југославија и Романија се две држави кои се на сличен начин од различни адреси срушени. Ако Америка сакала да ја задржи Титова Југославија, како некое свое чедо после Втората светска војна, и ја рушеле русите, можеби американците ја рушеле Романија како некаков одговор на Југославија. Всушност преку југославенските воени служби беше рушена Романија, падот на Чаушеску. Гледате Слободан Трајковски, покојниот колега Слободан Трајковски, прв известуваше од Букуреш, македонец беше амбасадор во Романија во тој временски период, така што судбините на Југославија и на Романија секогаш биле испреплетени. Што се случува сега во моментот во Република Македонија? Па се случи на драматична поделба на проруски структури, проамерикански структури кои се во транзиција, кои биле проамерикански, дел од нив транзитират кон руски модел, дел од нив се незадоволни од однесувањето на Трамп, па се антиамериканци, така направа една карма каша. И во медиумскиот сегмент, во медиумската сфера, кој ги исклучиме овие мејнстрим медиуми, кои се традиционално провладено ориентирани, во делот на подкасти, во делот на социјални мрежи, гледате има еден процес на ферментирање. Одреден про-подкаст геј лоби, во кој ВМРО инвестираше 1 или 2 години и се обидува некои од тие играчи да ги направат нов Васко Ефтов, нели па постојано читате по мрежите, тој е новиот Васко Ефтов. Одедна сега се тие пуштени низ вода, Боки 13 го нема, целата таа структура се растура како кула од карти. Ако не ме верувате мене, прашете го Оливер Спасовски. После интервјуто во емисијата во Центар, кој е гледано 110.000 или има 110.000 прегледи, има дадено 2 интервјуа. Едното е гледано 50.000 пати, второто е гледано 40.000 пати. Што ке речи 2:1 или 2,5:1 во корис на емисијата во Центар. Зошто тоа ви го кажам? Бидејќи емисијата во Центар одбра да биде на средина од Москва и Вашингтон, на средина од СДСМ и ВМРО, да биде прозападно ориентирана, Македонија да ја гледа како земја членка на НАТО, земја членка на Европската унија, меѓутоа држава која ќе ги баштини своите историски традиции. Правенствено, вистинската страна, каде што се наоѓаше во текот на Втората светска војна. Тој е најславен дел
од македонската историја, од македонската епопеја, и наместо тоа да го пуштаме низ вода, да го омаловажуваме, да го обезвреднуваме, не треба тоа да го баштиниме. Погледнете емисијата со Ерол Ризаов. Според мен една од топ 2, топ 3 емисии во ова 2024-2025 телевизиска или YouTube сезона на емисијата во Центар. Таа е погледната најмалку 46.000 прегледи. Имате интервју со Несторовиќ кој ќе биде погледнат некаде повеќе 100.000 прегледи. И имаше многумина од вас кои сте мембари, кои доаѓавте кои ме прашувавте зошто е снимено интервјуто со Несторовиќ поради алгоритмот. Ви доаѓа гледачи од таа страна на Атлантикот, ви доаѓа гледачи од Србија, ви доаѓа една сосема друга структура на гледачи, така се менува алгоритмот. Во текот на една телевизиска или календарска сезона, вие треба да имате интервјуа каде што фаќате различни целни групи. Тие целни групи на крајот на таа календарска или телевизиска или YouTube сезона треба да ви обезбедат некое множество на 1 милион луѓе кои во различни периоди, во различни емисии се појавиле на каналот Васко Евтов или погледнале емисија во Центар. Така што таа емисија со Ерол Ризаов ви е најдобар показател дека тоа е квантумот на луѓе кои би ја гледале емисијата во Центар ако би се правеле само такви тешки интервјуи како со Ерол Ризаов, бидејќи тоа интервју на муско или е гледано 46.000 пати или има 46.000 прегледи, да не беше во емисијата во Центар, него немаше да го гледат ни 5-6.000 луѓе. Го имате Несторовиќ или го имате на пример Иван Величковски со наслов Иде Дунав за луѓето на Груевски. Таа структура е сега во залет. Очигледно македонската јавност, македонската публика сака да гледа такви емисии, верува во тие тези, верува во тие објаснување, вие не можете тоа да го негирате, туку напротив треба да ја отворите емисијата за едната, за втората, за третата страна, да се изнесат аргументи и да верувате дека публиката која ве гледа е доволно паметна да може да направи одредена синтеза. Моите ставови ги давам во овие вонредни политички анализи. Затоа тие вонредни политички анализи се направени за мембаршип, 150 денари месечно, за да може да се направи дистинкција помеѓу интервјуата кои се наменети за целата публика на емисијата во Центар и овие вонредни политички анализи кои се наменети не за тие кои може да платат, туку тие кои сака да размислуваат со своја глава, да слушнат мислење на една, мислење на друга страна и да направат одредена синтеза, самите да направат свое мислење и самите да одлучат во кој правец ќе се движи Република Македонија. Гледате, и во медиумската сфера има одредено ферментирање. Тој геј подкаст лоби, кој ВМРО го користеше 1 или 2 години, сега делови од таа структура сака на својата конто или својот чинел да ги добие СДСМ, па да направи некоја Франкенштайн комбинација на дел на тоа геј подкаст лоби со ово удбашко порталче. На другата страна, освен овие мејнстрим медиуми, нели го имате овој играч кој пред 1 година плачеше, се закануваше, се жалеше по амбасадите, амбасадорите дека Миле, во наводници Миле, сакал да му направи атентат. Значи, станува збора за една таква фрагилна ментална структура. И тие два субјекти или тие две силни структури ќе имат битка или кресчендо на локалните и евентуално на предвремени парламентарни избори 2026 година. После локалните и после предвремени, евентуално предвремени парламентарни избори 2026 година, ќе дои крах на тој модел. Крах на тој модел и кај СДСМ, крах на тој модел и кај ВМРО ДПМН, и всушност после измерување на политичките сили, Македонија ќе добие еден временски период во трајање од 3 или 4 години, кој ќе треба да покаже каде сака, а не каде не сака да оди. Тоа е рамката во која ќе се движат процесите. Ние ќе се обидиме да го правиме тоа што го правиме 30 години, да бидеме во средината на тие процеси, да не бидеме ни руси, да не бидеме ни вакви американци, туку да бидеме македонци кои се сакаат својата држава и кои сакаат Македонија да биде нормална држава во некое нормално евроатлантско семејство. И гледате што сега се случува со Романија. Александар Вучич или српскиот председател, кој игра шах со Румен Радев, кој игра шах со Стео Пендаровски, има вакцина, политика и со Македонија и со земјите во регионот. Со Унгарија, со Виктор Орбан имаат средби без малку секој месец или секој 2 месеци. Единствено со Романија нема блиски односи. Романија која е кралски поврзана, беше кралски поврзана со Србија, српската или југословенската кралица имаше потекло од Романија, така што нели зачудува зошто Александар Вучич од сите овие држави со источок на Хрватска со кои војуваше, гледате сега и со Словенија има одлични односи, сегашниот словенски
премиер инсистираше на Берлинскиот процес или почетокот на Берлинскиот процес кога Шолц доаѓа на власт дека проширувањето на Европската унија мора да оди со Србија, тоа го поддржува и Република Грција или Хеленската демократија. Значи Србија освен со Романија има блиски релации со сите овие балкански држави. И сега нели време да го вратиме или да отвориме историјата или учебникот по историјата. Во српските кралски, кнезевски семејства имате врски со Русија, имате врски со Виена, имате врски со Лондон, имате врски со Франција. И сите преврати кои се прават во Србија, Обреновичи ги именуваат Караџорџевичи, па конфликт внатре Обреновичи, па мајски преврат 1903 година, поносење на Караџорџевич на власт после мајскиот преврат, па убиството на кралот Александар Марселј 1934 година. Тоа се замешателства на големите сили. Големите сили кои токму преку тоа кралство на Срби, Хрвати и Словенци, подоцна кралство Југославија, па Титова Југославија, всушност сака да направат одреден блок или да го поклопат целиот овој простор. Тоа го прави Москва, прво преку царска Русија, па преку Коминтерната, па преку Советскиот сојуз и денес преку Руската федерација. Тоа го прави Франција, тоа го прави Велика Британија. Гледате, од Франција Караџорџевичи се носат на власт во Белград, па Велика Британија заедно со русите го прават мартовскиот преврат 27 март, болje роб него гроб, болje пак него болje рат него пак, кога кралството Југославија прави некаков договор со нацистичка Германија и на оние протести во Белград, дел на офицерска елита, дел на студенти, така натаму, со главно најголемо учество на Велика Британија, на британските тајни служби, се прави тоа што се прави. Имате Романија. Кога ќе ги отворите учебниците по историја, ќе најдете дека постојат две антанти. Големата антанта и малата антанта. Малата антанта, која е формирана од 1920 или 1921 година, Карл или Чарлс I, тој е последниот престолонаследник на Харсбуршката монархија, која губи Првата светска војна, нели, за да може да сватите постојат две структури во Првата светска војна. Првата е антантата, која се формира 1906-1907 година, Франција, Велика Британија. Подоцна кон антантата пристапува царството Русија и пристапуваат овие други помали државички тука на територијата на Европа. Шпанија е неутрална, Швајцарија е неутрална. Имате централни сили, во централните сили ви се Германија, централни сили е Австро-Унгарија или Хасбуршкото царство, што ќе речи и Будимпешта и Виена, во централни сили е Бугарија и во централни сили е Турција или оставштината на Отоманската империја. Централните сили ја губат Првата светска војна. Во рамките на централните сили на крајот на Првата светска војна, поради своето антируско расположение, се преклонуваат делови на Украина и делови на Полска. Гледате, само треба да ги отворите учебниците и се да ви биде јасно тоа што тога се случувало и сега. Македонија е поделена, дел преку Грција учествува нели на страна на антантата, дел преку кралството Србија учествува на страна на антантата, дел преку Бугарија учествува на страна на централните сили. Таа мала антанта, која е формирана 20, 21, 22 година, формирана е поради страв од милитаризмот во Будимпешта, односно Унгарија. Миклош Хорти, кој е регент, гледате, имате такви некои форми, Лихтенштајн, Тајланд, доле, делови на Монако, не може да ја возобнови Австро-Унгарската монархија или кралската ложа во Будимпешта, односно лоза во Будимпешта, и Миклош, тој е Хорти, е регент на Унгарија. Унгарија, која развива една драматична форма на тоталитаризам, кој е дел со нацистичка Германија, ги забрано комунистичките партии на своја територија или овие екстремни десни партии на своја територија. Во моментот кога Хорти, кој е адмирал на Австро-Унгарската флота, кој почнува таму во Риека почеток на своја војничка кариера, а Виктор Орбан се гледа себе си како наследник на Миклош Хорти, кога Хорти сака да ја реставрира Австро-Унгарската монархија, но не во Виена, туку во Будимпешта, се прави малата антанта. Малата антанта која се чинува Чешка, Кралство на Срби, Хрвати и Словенци или подоцна Кралство Југославија и Романија. Има договори Чехословачка со Романија, Чехословачка со Југославија, Југославија со Романија, и таа мала антанта е направена поради милитаризмот кој од Будимпешта почнува кон овие држави. Сега србите ја менуваат својата историја, тие се составен дел на таа мала антанта. 1934 година токму во еден камп
во Унгарија се тренират усташките сили и Владо Черноземски за атентатот 1934 година во Марсеј, кога е убиен југославенскиот крал Александар Караџорџевиќ, и сега Белград прави одредени договори со Будимпешта и во тие договори за прв пат ја стават Република Македонија. Христијан Мицкоски и неговата посета на Будимпешта и тезата на Виктор Орбан, сојуз на држави кои сака да ги направи тука во регионот. Тоа е драматично изместување на Македонија од својата геополитичка позиција. Бидејќи таа мала антанта, затоа ние толку малку слушаме за таа мала антанта, за да видите како тоа функционира, излезете во центурот на Скопје. Мноштво од овие стари градби, кои не се од мандат или време на Никола Груевски, стари градби во центурот на Скопје, потекнуваат од 30-тите години на минатиот век. Собранието на Република Македонија е проектирано од чешки архитект и изградено токму во мандатот или периодот кога таа мала антанта функционира, да навистине на крајот на своето функционирање, бидејќи 1938 година, бидејќи дел од овие држави кои се дел на таа мала антанта, почнува да имат различни ставови во однос на Хитлер и нацистичка Германија, се растура малата антанта. Знаете, постојано се опоставам прашањето, зошто ние знаеме што се случува секаде во регионот, а никој ништо, вие не можете на македонските медиуми, на македонските телевизии да прочитате нешто што се случува во Романија. Романија која е исклучително важна, преку тоа влашко малцинство тука во Република Македонија, врските кои ги има со Романија, ако ги следите тие печалбарски патеки и траектории, еден голем дел на македонските печалбари работеле токму во Романија, имате Петре Роман, кој е прв романски премиер после падот на Чаушеску, кој во Романија во Букуреш го нарекува Петре Македонецот, алудирајќи на неговото македонско потекло. Па имате Куштрис и Лирис во книгата на Том Бјатковски, може да ги најдете сите елементи кои токму преку Романија, дел од тие пари, не преку Тирана и Албанија, туку преку Романија, дел од тие пари се влева во овие албански редентистички движења и организации, Куштри или Джевата Демин или судењето на Девата Демин кој има тогаш 18 години. Имате интервју на YouTube каналот Васко Ефтов со Джевата Демин кај што го прашам за романско учество, за Куштри, Милирис и така натаму и така натаму, и тој избегнува да одговори на тие прашања, бидејќи има очигледно путел на гравата, така што ние толку сме врзани со Романија, која е на некои 700-800 км од Република Македонија, и ми се чини дека стигматизацијата на влашкото лоби е направена токму во еден таков контекст да ги прекинеме ментално, геополитички тие наши релации со малата антанта, кај што учествува кралство на Срби, Хрвати и Словенци, односно тука македонското прашање, учествува Романија, учествува Чехословачка. Подоцна имате и Балканска антанта, каде што учествува Романија, каде што учествува Југославија, каде учествува кралството Грција, учествува Турција, значи повторно е исклучена Бугарија. Значи имате Балканска антанта 1934 година, имате Мала антанта 1920-21-22 година и Македонија сега драматично е менува својата траекторија. Таа антанта беше направена за да се спречи унгарското влијание преку адмиралот Хорти во резобновување на австро-унгарската монархија. Сега Македонија се пика во еден таков шинел. Не само Македонија се пика Александар Вучич, знаете, тоа по знак на прашалник го поставува историското наследство на Александар Вучич, бидејќи тамо сите кралски династии се менувале под контрола на Лондон, на Париз, на Москва и делови на Виена. Сега Виена не постои, а Александар Вучич ја пика Србија во една држава која се гледа како една од наследничките на таа Хасбуршка монархија, тоа е Виктор Орбан. И сега нели да заокружиме или да ги извлечеме поентите на овие 15 минути кои ви ги објаснов како некоја историска реминисценција или со отварање на историските учебници. Романија не се споменува и тоа е еден дел на процесот на стигматизација на власите, каде што не треба да има поврзување помеѓу власите и романците и власите нели да се пикнат заедно со албанците, заедно со грците во некоја геополитичка разврска која е на штета на Република Македонија. Под број 2, за да може да создадете нов Васко Ефтов, треба да го поразите стариот Васко Ефтов, а гледате дека и со помош на ВМРО и со помош на СДСМ тоа не ви успева, така што ќе треба малку да почекате. Под број 3, начело на тоа медиумско царство на Виктор Орбан беше новинарка со потекло од Бугарија, кој беше главно уредничка на некој вестник за градежништво со блиски релации со некоја стопанска комора во Бугарија. Под број 4, Јанка Пуста се вика кампот, кој е на границата на кралство на Срби, Хрвати и Словенци, односно кралството Југославија со Унгарија или со Маđарска на адмиралот
Хорти, тамо се подготвуват и го извршуваат атентатот 1934 година. Убиен е францускиот министер за надворешни работи кој требаше да стане премиер и тој им одговараше на германците, бидејќи Франција во таа антанта со Велика Британија беше најголема закана за нацистичка Германија или Германија на Адолф Хитлер. И имате четврта една структура која објаснуваме во интервјуто со Вели Абрамович, дали ќе објавиме идната недела или она тамо наредна недела, кај што објаснуваме како британците и русите всушност го инсталират или го раководат својот модел за одредени процеси тука на Балканскиот полуостров. Во Белград, тоа е искуството во Србија, нешто слично веројатно искуството во Република Македонија. На универзитетскиот кампус или универзитетските професори некаде околу 20-30% се наклонети кон Лондон, некаде 60-70% или повеќе од 70% се наклонети кон Москва. И кога се случат вакви драматични процеси, каде што станаа студентите, каде што се менуваат властите и така натаму, ќе треба на крајот на сите тие процеси да биде формирана одредена влада. Гледате, тоа е проблем на овие студентски протести. Тие во еден момент мора да бидат персонализирани, да станат видливи. Се доека се масовни, доека се студенти, доека не може тоа да биде персонално устоличено, тогаш Вучич не може да дефинира свој политички противник. Во оној момент, кога тие ќе истакнат одредени политички барања, одредени персонални барања, како да биде формирана едната влада, кој да биде дел на таа влада, тогаш тие стануваат видливи и тогаш стануваат лесен залак или лесна мета на Александар Вучич. Меѓутоа, сите процеси мора да завршат со некоја преодна или со некоја експертска влада. Овие протести или овие процеси, очигледно Александар Вучич не може да ги скрши. 3 или 4 месеци се бори со сите сили, прогласи победа над протестите, најави дека ќе напише учебник и не може да ги скрши, не може да ги уништи тие процеси, и на крај ќе мора да примине некој белоруско сценарио или белоруски модел, каде што брутално ќе влезе против тие кои протестираат на белградските улици. Гледате што се случува во Република Српска, лесно може да се случи Милорад Додик, кој ќе изгуби власт или не може да се бави со политика во Република Српска, да мора да избега во Белград или Република Србија, и тогаш натре во Србија да се случат одредени конфликти. Гледате, имате 3 фази во српските политички процеси и премирие изминати 10 или 15 години. Кога се менуваше Борис Тадич, се велеше дека било кој да дојди на чело на Србија, меѓутоа да се прекини влијањето на црногорците врз Белград и српската политичка сцена. Потеклото на Борис Тадич е од Црна Гора, па доаѓа шумадинец Тома Николич, па кога се менува Тома Николич, се вели било кој да дојди само да се намали влијањето на шумадинците, па бидејќи Александар Вучич потекнува од Босна, сега нели парадигмата е било кој да дојде да се прекини преку дринското или босанското влијање на српските политички процеси, така што ќе треба да биде формирана некоја експертска влада. Кресчендото може да биде после бегањето на Милорад Додик, дали ќе оди во Белград, дали ќе оди во Будимпешта, дали ќе оди во Минск во Унгарија, дали ќе оди во Израел, бидејќи има одлични релации со Нетањаху и со Израел, тоа ќе биде кресчендо на сите тие процеси. Дали тоа ќе случи во март, во април, во мај, до крајот на наредната година, тоа е небитно, меѓутоа тоа е една траекторија која не може да ја спречи Александар Вучич. Кога ќе биде формирана таква влада, таа влада ќе биде составена првенствено од професори на Белградскиот универзитет. Ако тамо 30% е британското влијание, 60-70% е руското влијание, тогаш таа влада по дефиниција, поради мноштвото или поголемото руско влијание на тие процеси, ќе биде руски наклонета. Во Романија русите не сакаат да ја земат власт. Русите сакаат да предизвикаат хаос и на бранот на тој хаос да предизвикаат страв. Русите не сакаат вие да ги сакате. Русите сакаат да знаете дека се тука, дека се присутни и да им се плашите. И сега, знаете, имате различни модели. Американците кои ве плаќале, кои сакале малку да им се плашите, но многу да ги сакате, затоа и ве плаќале, затоа и плаќале во Република Македонија за ние да ги сакаме, и за разлика од нив русите кои не плаќаат, кои сакаат да направат хаос секаде кај што ќе се појават и сакаат да им се плашат. И тоа се два различни модели. Доналд Трамп сега лавира помеѓу тие два различни модели, кој правец ќе фати, во кој правец ќе оди Америка, ќе видиме во наредниот период. Меѓутоа во моментот, во ова лимбо ситуација, вие внимавајте на оние скриени проруски структури тука во Република Македонија. Затоа јас постојано ви ја споминам таа кафетин коалиција. Сега ќе ви прочитам одредена информација која тие самите имат објавено. Таа се случува 2015 година, 70 години од победата над фашизмот. Амбасадорот на Руската Федерација, тогаш амбасадорот на Руската Федерација Олег Шчербак во Република Македонија, по повод 70 години од победата
во Втората светска војна поделува 5 руски ордени на одредени видни представници на македонското општество. Првиот е тогашниот председател на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, Центарот за Холокаустот во Скопје, ректорот, тогашниот ректор на универзитетот, внимавајте, универзитетот во Белград и универзитетот во Скопје, тогашниот ректор на универзитетот Велимир Стојковски, колешката Мирка Велиновска и почитуваниот Живко Мокетов, првиот човек на алкохолите. Кога ќе дојде до крах во македонското општество, кој ќе биде кандидат за премиер? Па Живко Мокетов. Па то цело време ви оговора. Гледате, кога некој цело време ви кажува некои работи, то не го прави со лоша намера или со тенденција, туку да ви помогни да ги погледнете процесите од еден друг агол. Знаете, рака која дава, како велат, не се суши, но рака која дава во македонското општество. Помекуваш може тоа македонско општество, таа македонска држава, која сега исплашена како мало дете, да ја фати за рака и да ја однесе во погрешен правец. На ВМРО и фали тема, и фали правец. СДСМ ќе анализираме наредниот вторник, нека помени изборот на Венко Филипче или оној тежок избор кај што ќе гласа цело членство на СДСМ со еден кандидат Венко и Филипче, Венко против Филипче или обратно Филипче против Венко, така што наредниот вторник ќе имаме анализа за СДСМ. Сега дел за ВМРО-ДПМН, на ВМРО-ДПМН му фали правец и му фали тема. Ја отворија темата со малата Фросина, тој несреќен случај со малата Фросина, фрлја се на таа карта, го изгореа Сергеј Попов, кој беше, или мислам се уште е прв човек на младината или на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН, бидејќи се фрлја на картата малата Фросина, сообраќајни прекршоци, сообраќајни убиства, возење под дејство на алкохол и така натаму и така натаму. СДСМ извади одредена афера кај што малиот Сергеј Попов пред 2 години бил фатен како вози во наводница алкохолизирана состојба. Неговиот татко Живко Попов е прв човек на Македонската академија на науки и уметности. Значи отвара темата со малата Фросина, несвесно се фрлат на таа карта, не осмислува доволно, се огорат првиот човек на Унија на млади сили, го горат неговиот татко кој е начело на Македонска академија на науки и уметности. Овој малиот Васил го фаќаат со телефон во Шуто Оризари или во Шутка и излегува Александар Пандов и вели правевме рација каде што фатевме 70 телефони кај овие што се притвореници во Шутка или во Шуто Оризари, а тие не се дојдени на власт пред 2 недели, дојдени се пред 7 пред 8 месеци, значи 7-8 месеци ништо не работеле, ништо не правеле, имало 70 мобилни телефони и притвореници во Шутка. Го гори Боби Утковски, кој беше еден од играчите кој пишува книга или бе рецензенти на она книга за војната 2001 година, што беше заедно со овие песни на Next Time едно од медиумските PR стратегии како да се освојат и тие потврди по националистички структури да гласаат за ВМРО-ДПМН, не да гласаат за левица или да бидат расплинети тие нивни гласови. Значи, го рушат Сергеј Попов, го пуштат низ вода, го пуштат низ вода Александар Пандов, го пуштат низ вода Боби Утковски, кога гледаат дека ја промашија целата работа, целата стратегија, мора да го апсат овој сокол, за да покаже дека тој е виновен, што може и да одговара на вистината, дека тој е виновен за тоа што се случува во скопските македонските затвори, првенствено во Шуто Оризари. Тоа кога ќе ви кажам дека на ВМРО-ДПМН ни фали тема. Имате интервју на Венко Филипче на Канал 5 телевизија, според мене многу добро интервју, и Венко Филипче се покаже, интервјуто беше добро. Имате интервју на Стео Пендаровски 2 дена после тоа. Стео Пендаровски, значи 2 дена после тој интервју на Венко Филипче на Канал 5 телевизија, Стео Пендаровски има потреба после 8 месеци молк да се појави со свој интервју на Сител телевизија, да го поклопи Венко Филипче и ВМРО-ДПМН во недостиг на тема не го напаѓа. Гледате, Венко Филипче е викнат на Канал 5 телевизија, веројатно да се репризира моделчето со Сашо Ордановски, ако Сашо Ордановски после неговото појавување на Канал 5 телевизија беше причина за една таква експлозија на ВМРО-ска PR стратегија, дека еве СДСМ станале проруски, антиамерикански структури, го напаѓа Доналд Трамп, не карат со Америка и така натаму, кој е на стратешки сојузник. Венко Филипче тоа го ескивира, не влегува во таа замка, се појавува Стео Пендаровски. И ВМРО-ДПМН во недостиг на тема не игра пинг-понг. Гледате, тие го игнорират Венко Филипче,
го игнорира бидејќи сака да покаже дека СДСМ е минорен политички субјект, тоа е едната причина. Втората причина очигледно дека има договор помеѓу Кристијан Мицкоски и помеѓу Винко Филипче со посредство на Зоран Заев и го вада Стево Пендаровски. Едно никакво интервју. Интервју во типот на Стево Пендаровски или како јас него го нареков аналитичар од AliExpress или интернет аналитичар, ќе прочита на интернет па тоа ќе каже. Бледо интервју, знаете, тога се поставувате прашањето како тој човек можел 5 години да биде председател на Република Македонија, со промашени тези, со промашени алузии, не знае човек зошто воопшто се појавил, освен ако немал некоја домашна задача да покаже дека во услови на слаб и никаков СДСМ тука е тој и на него може да се потпрат ако СДСМ ги изгуби катастрофално локалните избори оваа есен или предвремени парламентарни избори наредната пролет. Вете сега, одредени бочни структури кои треба да покажат нешто близина со Бранко Црвенковски, близина со некои други структури, се појавуваат и излегуваат од пештерата и сакат нели во отсуство на лидерство и правец во СДСМ да покаже дека тие можат тоа да го генерират или да го представуваат. Значи ВМРО-ДПМН одбира да го напаѓа и да отвори драматичен фронт против Стево Пендаровски. И не е проблем на ВМРО-ДПМН. Проблем на целата структура на СДСМ, кој наместо да се го брани лидерот, што рече дека лидерот нема контрола на таа Твитер, на таа Фейсбук, на таа медиумска структура на социјалните мрежи на СДСМ, тие почнат да го бранат Стево Пендаровски од нападите на ВМРО-ДПМН. Тоа ВМРО-ДПМН го сака. Да игра пинг-понг со Стево Пендаровски. Стево Пендаровски кој два пати катастрофално го поразот и 2014 година во мандат на Никола Груевски и 2024 година во мандат на Христијан Мицкоски. Во услови кои сака да се го држат Венко Филипче на некоја пристојна дистанца, да биде тука ни риба, ни девојка, ни вода, ни киселина, се појавува како благодет Стево Пендаровски, дава едно промашено интервју и ВМРО-ДПМН во недостиг на теми, ја вади темата Стево Пендаровски и влегува по втор пат во ролјата 1999 година во мандат на Доста Демоска, тогаш беше НАТО бомбардирањето на тогашна СР Југославија, кога ВМРО беа американци, а СДСМ е против Америка и против НАТО пактот. Гледате, така сега стојат работите во Република Македонија и ако вие чувствувате дека тоа е шашаво и дека тоа не води никаде, да, во право сте. За прв пат овие 34 години Република Македонија може би знае кај не сака, меѓутоа воопшто не знае каде сака да оди, каде сака да се движи. И да завршуваме наша вечерашна анализа. Гледате како Макрон сега станува мета на овие рублја патриоти. Макрон е главната мета каде што ги и истоваруваат сите тие негативни, жолчни коментари. Под број 2 имате конфликт на министерот за надворешни работи или државниот секретар Рубио и Илон Маск, бидејќи притисокот расте во Америка. Сите тие отпуштања кои се прават во овие државни институции на Соединетите американски држави, ова тело кое го контролира Илон Маск, тамо тие притисоци се сега врз овие републикански сенатори и конгресмени, а бидејќи Рубио е долгогодишен сенатор Конгресен на Соединетите американски држави, тој е одбран за да биде канализиран нападот кон Илон Маск, така што тамо ќе се случат драматични процеси, не сега, можеби во наредниот период, ќе биде интересно да се следи политичката ферментација во кампот околу Доналд Трамп и во Соединетите американски држави. Значи тоа се тие два процеси. Очигледно Александар Вучич не може да стави точка на протестите и тие ќе траат во наредниот период се до негова смена, дали тоа ќе случи оваа година, овој месец, наредната година, тотално небитно. Ќе следиме Романија, која е клучна држава во источното крило на НАТО, на 2 места граничи со Украина, има долга граница со Молдова. Молдавците и романците се смета дека имат некое заедничко потекло, пола од Молдова смета дека има руски корени, пола од Молдова смета дека има романски корени, дали рускиот или романскиот јазик ќе бидат официјални така натаму и така натаму. Значи Молдова е многу слична на Република Македонија, затоа и амбасадор во Молдова беше Крсте Петков Мисирков тамо некаде пред стотина години. И тие се тие процеси кои ни се случуваат дома на 200, на 300, на 500 километри од Република Македонија, а ние се однесуваме како тоа да се случува тамо некаде во Австралија, од таа страна на Атлантикот или на Тихиот океан, и дека тоа нас не тангира, дека тоа нас не засегнува. И тоа покажува колку малку знаење, колку малку информација има во македонското општество. Ако вие немате знаење и немате информација врз база на што ќе носите одлуки
за еднината на Република Македонија. Значи, ново дружење, недела одлично интервју, ќе видиме дали ќе биде Вели Абрамовиќ, дали ќе биде некој од овие други кои ги има снимено во Србија. Нова политичка анализа вторник 2 часот и 30 минути, до недела и вторник. Пријатна вечер Македонија, каде да си.